Господин Луквенец, вчера министерот за финансии го презентираше буџетот за 2023 година. Колку средства добија железници и за што главно се наменети овие пари? Се работи за значителна сума, но дали е баш така? Железниците, мене ми е многу прво добар ден. Добар ден вам и добар ден на гледачите на вашата емисија. Мене ми е многу драго што во буџетот многу сериозно, во проекцијата на буџетот за следната година, многу сериозно се зедоа железниците како прашање и како една од инвестициите кои најмногу можат да допринесат индиректно кон развој на локалната економија. Тоа е поврзано и со европскиот тренд, водејќи сметка дека 21 година Европа ја прогласи за година на железниците, покажа дека во следниот период како единствена можност за транспорт со наеколошка компонента би ги форсирала железниците. Во проекцијата, следната 7-годишна проекција на европскиот буџет, железниците се најмногу застапени во транспортниот и инфраструктурниот сектор и мене ми е многу драго што истото се пресликува и во домашниот буџет. Инвестициите во железницата се предвидливи или оваа влада ги доведе во ситуација да бидат предвидливи. Активен е коридорот 8, во моментов првите две делници од коридорот 8. Во таа насока, после подпишани договори со изведувачите и почеток на градба на истите, предвидливи се нивните активности според нивниот предложен динамички план за следната година. Меѓутоа, не застануваме тука. Ние ја најавивме и третата, најважна или најпредизвикувачка делница од источното крило на коридорот 8, од Крива Паланка до македонско-бугарската граница, која би требало до првиот квартал на 23-та следната година тендерот да биде објавен, а до крајот на годината да имаме избран изведувач со кого ќе имаме подпишан договор. Тоа подразбира дека и таа делница ќе имаме искористување на средства и за таа делница. Господин Луквенец, негде како не се лажам, значи и покрај тоа што овој буџет е кризен, да го наречем, има тенденција да биде развоен и особено се полага на капиталните инвестиции во кои што несомнено влегуваат и железниците. Од некаде 800 милиони беа предвидени вкупно. Колку капитални инвестиции? Да, капитални инвестиции, колку отпаѓаат на железниците и што со овие средства вие може да направите, вклучувајќи се разбери грантовите кои што ќе ги добиват? Не би шпекулирал со бројките. 250 милиони негде кај? 250 милиони евра се предвидени за коридорот 8, за патната и железничката инфраструктура. За мене најважно е дека владата покажува и желба и волја, меѓутоа и активности во целост да ги финансира, да ги поддржи и да ги финансира проектите во железницата. Тоа подразбира дека целосно ќе бидат финансирани изведените работи на веќе започнатите изведувачи, оние за првата и втората фаза, и ќе бидат финансирани почетокот на работите за третата, најважната етапа која имаме на источното. Зошто е таа е најкуса, најважна и најскапа? Многу често го споделуваме ова со јавноста дека на 24 километри има 24 тунели и 51 мост, или обично народски имаме мост, тунел, мост во 1 километар и во следниот пак мост, тунел, мост. И така на сите 24 километри. Сето тоа представува огромен и инженерски, и изведувачки, и логистички, и проектантски предизвик. И баш заради тоа, можам слободно да кажам дека тимот во железници кој работи на овие проекти веќе ги тргна настрана првите две делници, од Куманово до Крива Паланка, од Куманово до Белјаковци и од Белјаковци до Крива Паланка, зашто сметаме дека истите се веќе ставени на шини. Веќе се водат тие проекти и убедени сме во нивна реализибилност. Во овој момент сите сили се насочени кон подготовка на документацијата за третата фаза, водејќи сметка дека сакаме да го фатиме чекорот и сакаме да си достоиме на збор
ние како представници на влада и самата влада со сите активности кои досега ги има направено, да целото источно крило го завршиме до крајот на 2027 година, кога е и период кога и бугарската страна, нашите колеги од бугарска страна, планираат да го завршат својот дел од работата. Господине Локвенец, пред неколку дена свечено беше одбележено почнувањето на градењето на овие две делници, но тоа не е прв пат за македонската јавност да се случува таков голем свечен чин. Зошто тоа се случува повеќе пати и дали сте ви уверени дека ова е вистинскиот почеток на градење на овој коридор 8, на оваа железничка траса? Почитуван Љубиша, знаете како и во животот, предпоставувам и во градбата на инфраструктура и на оваа железница према источното крило према Република Бугарија, сега и дојде времето. Предпоставувам дека сега ги заокруживме сите надворешни околности, зашто многу често ја спомнувам помошта и поддршката која добиваме од сите стейкхолдери во овој процес. Генерално најмногу од владата и од владините институции, државните институции од типот на катастар, имотно-правни односи, судски вештачења, државниот правобранител и останатите институции. Меѓутоа, огромна е помошта и од Европската Унија, со нивната канцеларија овде, Европската банка за обнова и развој, верувајте, без нивната несебична помош, ние немаше, меѓу другото, да стигнеме и овде кај што сме. Меѓутоа, мислам дека дојде време да ги исполниме сите потребни предуслови за да бидеме сигурни, за да гарантираме успех на овој проект. Според моите размислувања, тие се прво обезбедувањето на средства. Самите финансиери го потврдија нештото дека средствата за финансирање на овие проекти се обезбедени. Има ли врска тоа што на некој начин помошта што доаѓа од Европската банка за обнова и развој, од Европската Унија воопшто генерално е можеби малку поврзана со нашите амбиции за членство и почетокот на преговорите или сепак е тоа независно од тоа? Мојата предпоставка е дека авторитетите во Европската Унија го имаат препознато честниот пристап на оваа влада. Вистинската желба да се искористат ресурсите и да се реализираат проектите. Всушност сметам дека еден од критериумите за успех, не само на македонската влада, туку и на било која влада, посебно на земјите кои пледираат да станат членки на Европската Унија, е степенот на искористеност на европските грантови. Пазете, зборуваме за грантови, не за средства од обезбедени кредити кои со одлични услови, меѓутоа сепак треба да бидат вратени. Сметам дека причинско-последичната врска е на оваа основа. И баш затоа, примерот, јас мислам дека сите ние, како македонци и како македонски граѓани, треба да се гордееме со последниот пример на грант средства кои Европската Унија ги додели за македонски железници, а уствари за македонската држава, поврзани со третата фаза. За проект со проектна вредност, предвидена проектна вредност од 405 милиони евра, ние добивме во два наврати, пред неколку години 61 милион евра грант средства од Европската Унија и сега пред неколку месеци импозантни 155 дополнителни милиони евра средства грантовски, поклон, пари без пари, од страна на Европската Унија или вкупно 216 милиони евра, што во релативни бројки, како сооднос од проектираната вредност на проектот и грантовските средства, тоа е повеќе од 50%. Ако искуствено можеме да зборуваме дека досега немало земја кандидат за членство во Европската Унија, која во тој процес добила повеќе од 30% грант средства како дел од некој проект, тогаш сите ние можеме да бидеме не само задоволни и горди на нашето работење, меѓутоа, да бидам искрен, и на препознавањето од страна на Европската Унија, на една искрена желба, не само железниците, туку и целата држава, да оди напред користејќи ги сите шанси од Европската Унија. Ќе ве прашам искрено, може би доцнењето и одлагањето децениско на градењето на овој коридор 8 сега е од политички
или економски причини. Значи, кој е бенефитот од градбата на оваа железница? Што тоа ќе представува? Ви имате една интересна синтагма како го доживувате ова. Ве молам да го објасните економскиот аспект од градбата на коридорот 8. Ќе простите, ама во мојот одговор би ги опфатил не само економскиот, туку малку и можеби геостратегискиот и генерално сите аспекти поврзани со градбата на оваа пруга. Гледајте, самото поврзување со овој коридор 8 исток-запад, поврзувањето на италијанските пристаништа Бари и Бриндизи со преку пристаништето во Албанија Драч, преку македонскиот главен град Скопје до бугарските пристаништа Бургас и Варна, ние всушност го поврзуваме Медитеранот со целиот црноморски регион. Само по себе произлегува дека ние го градиме европскиот континентален Босфор. Посебно во ова време на војна, свесни сме колкава е важноста на тоа поврзување и колкави бенефити всушност нештото би дало не само на овие три земји низ кои поминува, туку генерално на човештвото. Почитуван Љубиша, историјата на човештвото покажала дека исклучително се важни државите низ кои поминуваат главните коридори. Овој коридор ја има посебно својата важност. Главните коридори мора, таму каде што поминуваат, мора интерес на големите светски сили е да има мир и стабилност. Меѓутоа, не е тоа нашата последна цел, крајна цел. Нашата крајна цел е причината како се стигнува до мир и стабилност. Многу едноставно, преку благосостојба на локалното население. Нашата главна цел со градбата на овие инфраструктурни проекти е да ја обезбедиме благосостојбата на македонските граѓани во нашиот случај. Втората работа, пошто ме прашавте за повеќе аспекти, втората работа е тоа дека ова е НАТО коридор. Коридорот 8, поврзува 3 НАТО држави. Четвртата работа, која генерално за Европската Унија е исклучително важна, а тоа е дека со македонски и албански железници се заокружува важната европска иницијатива Три мориња, во која 12 европски држави, на кои им недостасуваат само овие две, преку македонски и албански железници ќе го направат, ќе го реализираат проектот Три мориња и ќе ги поврзат Балтикот со Црното и Јадранското море. Кога веќе споменавте дека тоа е важен коридор, до сега или една генерација на граѓани, на кои што може би генерацијски припаѓам и јас се сметаше дека главниот коридор е север-југ, коридорот 10, дека е доминантниот коридор кој што ги поврзува овие балкански земји со запад. Зошто веќе не се говори за коридорот 10 и следствено на тоа имаше неодамна типично за политичките прилики во Македонија, додека вие почнувавте со коридорот 8 кон исток, опозицијата побара да се гради брза пруга кон Солун, што е дел од коридорот 10. Прво, одма да ви одговорам дека многу ми е драго што опозицијата се занимава со ова прашање. Сечија помош, сечие мислење е добре дојдено, посебно ако е резултат на взаемна комуникација, на размена на мислења и на некаква консултација, што во случајов не е така. Никако го немаме заборавено коридорот 10. Меѓутоа, динамиката на реконструкции и на градење на нови пруги во македонски железници е резултат на темелно изградена стратегија. Не во македонски железници, во владата која ги поддржува до максимум развојните проекти поврзани со нови инфраструктури, посебно во железничкиот сообраќај. Пред малку зборував за процентот на учество на европските грант средства во изградба на инфраструктурни проекти кај земјите кандидати за членство и кај земјите членки. Во овој момент, само како информација дека хрватски железници за следниот период од Европската Унија добија импозантни 7 милиарди евра. Ние сме презадоволни и горди со нашите 155 кои ги добивме пред некој месец.
нашата стратегија. Прво, заради важноста на Коридорот 8, е овој период на пристапување кон членство во Европската Унија да го искористиме за изградба на овие преостанати 152 километри од Коридорот 8 на македонска територија. 89 е источното крило кон Република Бугарија и 63 километри е западното крило кон Република Албанија. Коридорот 10 воопшто не е заборавен. Меѓутоа, водејќи сметка дека зборуваме за нова траса, зборуваме за брза пруга север-југ, нам ни е потребно целосно нова пруга. Инаку, да завршам со Коридорот 8, во нашата стратегија, за која сум многу убеден дека е изводлива и реализибилна, е дека до крајот на оваа деценија, до крајот на 2030 година, ние ќе ги имаме завршено и источното и западното крило на Коридорот 8. Ама во исто време, плановите на оваа држава се членството во Европска Унија да биде до 2030 година. Тоа подразбира дека големиот, огромниот проект, изградба на нова пруга со нова траса, брза пруга на Коридорот 10, север-југ, која проекција само во овој момент е дека би била помеѓу 3 и 4 милиарди евра, ние можеме да ја реализираме само како членки на Европската Унија, кога ќе имаме можност да пристапиме до европските фондови со висина од 85% грант средства од вкупно целиот проект. Оваа македонска држава, ако земиме дека вредноста на таа пруга би била 4 милиарди евра, 15% или 600 милиони евра може да си дозволи да финансира преку кредитна линија за изградба на еден таков проект. Меѓутоа, познавајќи ги околностите во кои живееме и финансиската кондиција на државата, од 4 милиарди евра, 70% или 2,8 милиарди евра, во овој момент, кој би бил делот кој би требало да се финансира со кредитирање. Надвор од оние 1,2 милиарди евра или 30% од вкупниот проект, кои би ги добиле како грант, кои се огромни средства за волја на вистината, меѓутоа, како релативна бројка недоволни за нас, за остатокот да можеме да го финансираме сами. Ова, почитуван Љубиша, ова е моето задоволство од стратегиите на владата, кои се подготвени да ги прават долгорочните, оправдани и мерливи стратегии со кои се спремни да ги подготват сите услови оваа држава и овој народ да оди напред. Инаку, ако дозволите, може би не е дел од вашето прашање, меѓутоа, во интерес на гледачите, би сакал да информирам да ја објаснам потребата од правење на нова траса за брза пруга. Едноставно е прашањето, па господине Локвенец, зошто не се искористи постоечката траса, да се подобри квалитетот на пругата и да ја обезбедиме таа брза пруга? Едноставен е одговорот. Во можноста за зголемување на брзината на пругата, на возовите, многу мало е учеството на квалитетот на пругата за зголемување на брзината. Исто така, мало е учеството на квалитетот на возните, на влечните средства, квалитетот на локомотивата, дали таа локомотива може да повлечи вагони и композиција со толку голема брзина. Најважниот дел во креирањето или определувањето на брзината на една пруга всушност е географијата и геометријата, или со други зборови, радиусот на кривините. Нашата пруга на Коридорот 10 се вози по течението на реката Вардар. Ние имаме кривини со радиус помал од 400 метри радиус на кривините, а геометријата кажува дека за брзини поголеми од 120, само од 120 км на час, потребни се радиуси поголеми од 1200 метри на кривините. И само ова покажува дека ние со најголема желба,
Со најголеми инвестиции во постоечката траса не сме во можност да обезбедиме големи брзини и затоа е потребно изградба на нова пруга. Иницијално според размислување на проектантите би требало неколку километри да се повлечи на исток за да можеме да го фатиме, да го добиеме делот на Овчеполието и да добиеме равничарска пруга. Со тоа што дел на таа стратегија е всушност не од Табановце, туку од Миладиновци до Миравци на југ, да ја водиме таа нова траса, зашто од Миравци до Гевгелија имаме равница, а инсистирам на Миладиновци заради важноста на Скопскиот јазол. Скопскиот јазол, Скопје, нашиот главен град, мора да остане во центарот на вкрстувањето на коридорот 8 и коридорот 10. Со сите подготвителни активности кои во моментов ги правиме, од типот на стратегија за креирање на мултимодални терминали, ние го зголемуваме и капацитетот и можноста за искористеност на овие две пруги. Овие две пруги преку кои македонската држава ќе излези на три мориња, и Јадранското, и Црното, и Егејското море, и да ги искористиме сите тие можности. На крај морам да ве прашам, освен овие два главни меѓународни коридори, граѓаните сигурно ги интересира што се случува со локалниот или регионалниот железнички сообраќај, кој што како да е замрен на патниците, не патуваат, се чини, дали треба да се градат нови траси, дали овие се доволни, само треба да се обноват. Како да се ревитализира регионалниот или локален, не знам со кој термин да го потребам, за да можат граѓаните внатре во Македонија да патуваат со... И двете дилеми ви се оправдани, и двете би сакал да ги објаснам. Прво, околу градбата на нови дополнителни, не толку големи, меѓутоа сепак доволно мојкни, доволно пруги кои би го зголемиле премногу потенцијалот на не само на македонски железници, туку и на целиот македонски транспортен сектор. Првата работа е која за многу брзо очекувам дека ќе имаме епилог, тоа е поврзувањето на Скопскиот аеродром со главниот град. Да имаме врска помеѓу аеродром Скопје, аеродром Петровец со главниот град Скопје. Втората работа е измени на дополнување на проектот за западното крило од Кичево до македонско-албанската граница за поврзување на Охрид. Охрид со теснолинејка бил поврзан со железница, а ние не смееме сега да го заборавиме и изоставиме, значи водиме сметка и за тоа, и тоа ќе биде дополнувањето на западното крило, надополнето со поврзување на Охридскиот аеродром. Исто така да биде поврзан со железница. Овде би сакал да ја спомнам нашата завршена активност со коридорот 10D. Тоа е алтернативниот коридор од Велес преку Прилеп, Битола, Кременица, па на грчка страна Лерин до поврзување со Солунското и со Атинското пристаниште. Долго трае тоа патување до Битола. Ќе ви одговорам за воопшто се патува, веќе беше најпопуларна Пелагонија. Верувајте, Пелагонија е полна. Како граѓанин ви зборувам и како корисник, моите деца, пријатели го користат тој воз, полна е возот Пелагонија. Ама само околу градбата на пругите, ако дозволите да завршам, значи го имаме завршено нашиот дел до границата со Република Грција. Во моментов се очекува од грчка страна да ги дозавршат своите активности, за да може да протечи воз од наша страна до не само до Лерин, туку и до Солун. Тој дел е многу важен и како бајпас, како алтернатива за можни проблеми на пругата од Велес до Гевгелија. Ако имаме проблеми на тој потек, тогаш ние би го искористиле овој алтернативен пат преку Прилеп и Битола, за да не го исклучиме, да не ја исклучиме Централна Европа од егејските пристаништа. Покрај тоа, би сакал, кога зборуваме за западното крило према Република Албанија, да спомнам уште една алтернатива. Македонски железници располагаат со пруга помеѓу Прилеп и Битола на запад према Сопотница. Тоа е индустријски колосек кој
недостасуваат уште не многу километри за да се поврзи, значи после Прилеп има станица Бакарно-Гумно пред Битола, десно према запад се оди према Сопотница. Тој е индустријски колосек. Стратегијата е да се поврзи со јужниот дел на западното крило према Република Албанија и да имаме врска и на оваа пруга која оди од Велес до Битола со пругата која оди од Кичево према Охрид или према Албанија. На таков начин, тоа и ми беше целта во објаснувањето, да објаснам која е нашата стратегија и со локално поврзување за кој да период говорите освен плановите, со кои средства? Веројатно тоа не се случува веднаш, но тоа не влегува веројатно со европски пари, можеби ќе обезбедите. Европски пари. Зборуваме само за европски пари. Ако веќе најавувате, граѓаните ќе почнат да коментираат, а кога ќе биде тоа? Многу е важно, верувајте. И не само граѓаните, и фирмите кои што имаат... Прво е многу важно Project Pipeline. Станува збор за една алатка на секоја држава во која проектите влегуваат како во цевка, во редослед за да може да се реализираат. Сепак, не само домашните правила и процедури, туку ние функционираме и според европските правила и процедури, кои бораме и треба да ги почитуваме, и каде за секој проект самата најава и ставање на таа листа на проекти кои би се реализирале е доволно голема гаранција дека истите проекти ќе бидат реализирани, зашто истите се мониторирани, нивниот прогрес, зборувам не како градба, туку прогрес како проектна документација, како дополнителна документација, се следат од европските институции и едноставно со самото брифирање за нивниот прогрес, всушност ние мораме да одиме напред во нивната реализација. Што се однесува до брзината и должината на патувањето, мојата надеж е дека за брзо време би имале транспортно предпријатие Македонски железници транспорт, кое е во многу подобра кондиција заради променети околности. Се надевам дека ќе бидат променети околностите и дека ќе имаме многу покапацитативна компанија која ќе одговори на транспортните железнички потреби на македонските граѓани. Ви благодарам, господине. Честа беше моја. Ви благодарам. Барем дел од ова што го говорите, што поскоро да биде остварено. Мене ми е многу драго што нештото јавно го кажавме пред целата македонска јавност, за да може да го следиме дали кажаното било реализирано и едноставно македонската јавност да поставува прашање зошто ако, не дај Боже, нешто не е реализирано, зашто било така. И благодарам уште една. Благодарам.